На денешен ден, 30 мај. Илјада 220 година. Роден е Александар Невски, новогорски кнез, руски војсководец, познат руски народен јунак. Ја победи шведската војска на реката Нева во 1240 година, а во 1242 година ги победи германските рицари, мечоносци, на замрзнатото чудеско езеро и така го запре германското напредување кон исток. Умре на 14 ноември 1263 година. 1539 година. Англискиот писател Кристофер Марло, кој битно влијаеше на Вилијам Шекспир, е убиен на мистериозен начин во една лондонска таверна. Дела Тамерлан Велики, доктор Фаустус, евреинот од Малта, Едвард II. 1574 година. Умре францускиот крал Шарл IX. Со неговото доаѓање на престолот во 1560 година почнаа војните помеѓу римокатолиците и хугенотите. Откако неговата мајка Катерина Медичи, која дејствуваше во договор со папата Гргор XIII, успеа да го наговори, во 1572 година го одобри погубувањето на хугенотите во Вартоломејската ноќ. 1640 година. Во Антверпен умре Петар Паул Рубенс, филмски сликар, еден од најголемите мајстори на барокниот стил, соединувајќи ги најдобрите традиции на италијанското сликарство и сликарството во северниот дел на Европа. Тој создаде слики полни со драматика, еротика, раскош на костимите и сјај на боите. Роден е во Зегин на 28 јуни 1577 година. 1672 година. Во Москва е роден Петар Велики, цар на Русија. Беше коренит реформатор на рускиот социјален, економски и општествен живот. Се истакна како војсководец на копно и море. Беше мощно вешт политичар и дипломат. Основа многу училишта. Престолнината ја пресели во новоизградениот Петербург, односно Петроград. Умре во Санкт Петерсбург на 8 февруари 1725 година. 1744 година. Умре англискиот писател Александар Поуп, представник на класицизмот во англиската поезија, кој на англиски јазик ги преведе грчките епови Илијада и Одисеја. Дела, поемите, есеи за човекот, за критиката, за глупостите. 1956 година. Југословенска државно-партиска делегација на чело со Јосип Броз Тито допатува во Советскиот сојуз. Во текот на разговорите со советското раководство беа потврдени начелата на Белградската декларација од 1955 година, со која беше премостен расколот помеѓу две земји, започнат во 1948 година. Во Московската декларација за односите меѓу СКЈ и КПСС беше истакнато дека ќе продолжи соработката меѓу двете владеачки партии во согласно со начелното социјалистичкиот развој да се одвива по различни патишта, а беше утврдено и дека соработката мора да се заснова доброволно и рамноправно.